Иницијативата за собирање на потписи против законот за попис започна во сабота во цела држава, па така и во општина Делчево. Во нашата општина веќе четврти ден се собираат пописи против најавениот закон за попис. Знаеме дека граѓаните во Делчево покажаа национално чувство, масовно се попишуваат, затоа одлучивме денес да бидеме присутни со 2 штанда, така ќе продолжиме и во наредните денови. Бидејќи граѓаните се заинтересирани и да ги почитуваме мерките за протоколите против COVID-19, законот за попис, знаете дека политичката партија ВМРО-ДПМН поднесе 40 амандмани во Собранието на Република Македонија, од кои ниту еден не беше прифатен. Спорен е и начинот на кој директорот на Заводот за статистика заедно со неговиот заменик директор имаат врзан подпис, со што докажува дека се намалува кредибилитетот на целиот процес. Знаеме дека во соседството Србија, Бугарија, па и Хрватска, Романија и Германија го одложија пописот. Ние како политичка партија апелиравме пописот да биде спроведен до година, бидејќи сега нема услови. Поради локалните избори од ДИК беше најавено дека ќе бидат набавени принт терминали, па затоа ние апелиравме до година во април, мај да се одржи пописот, бидејќи имаме локални избори, да се искористат пописот да биде кредибилен, во што сите граѓани ќе веруваат и да не биде политичка операција, туку да биде статистичка операција. Доколку владата сака овој попис да биде одржен, ние предложивме да биде спроведен електронски попис, кој ќе биде попишан со 95% од населението, а 5% ќе бидат попишани физички, но власта и тоа не го прифати, бидејќи тие се за политички попис, не се за статистичка операција. Неколку представници од политичката партија ДУИ излегоа, почнаа да лицитираат со бројки, па и со проценти, но ние апелираме уште еднаш до власта да се откаже од овој закон, да се организира натре партиска дебата, натре државна дебата, со што ќе бидат прифатени сите предлози и сите чинители ќе бидат вклучени во пописот. Се ближат локални избори, веќе се во јавноста има некои имења фигурираат за кандидати за градоначалници, за советници. Како стоите тука, познато ли уште или доправа тоа ќе се? Па, локалните од сега, колку што сме ние запознани, треба да се одржат втората половина во октомври, тоа е 7-8 месеци од сега. Едно сум сигурен дека ВМРО-ДПМН ќе излезе со кандидат за градоначалник кој ќе биде честен, искрен, препознатлив во општеството и ќе извојува победа на предстојните локални избори.